Во субјект-објект релацијата се случува процесот на познанието. Со процесот на познанието ги утврдуваме изворите, средствата, облиците и границите на тој процес. Терминот субјект потекнува од латинскиот збор subjectum и буквално значи подмет, она кое е подставено. Во сознајно теориска смисла, терминот субјект представува услов за спознавањето воопшто, она што спознава, збир на спознаните функции и облици на поединечното јас. Онтолошки, субјектот е носител на состојбата, дејствата, својствата, создавајќи од сознанијата независно вистинско битие, па се нарекува и субстрат, субстанција, а се однесува на живата, односно свесната суштественост. Гносеолошкото значење на поимот субјект подразбира суштество, односно човек со целокупноста на неговите познавателни способности. Човековите познавателни способности се следните: под 1. Осет, перцепција, представување. 2. Анализирање, синтетизирање, абстрахирање. 3. Идентификување, размислување, обобштување. И 4. Поимање, судење, заклучување. Определбата на поимот субјект во синтетичка форма би била следната: субјект е суштество способно да прима впечатоци, да врши нивна селекција, да ги толкува, преработува, да создава слики, представи, врз основа на нив да создава поими на постојните и непостојните предмети, да ги предвидува идните настани, да ги применува своите знаења во практично производната дејност, со која создава нови предмети и ја менува природната околина, општествените односи, како и самиот себе си. Објектот, во најопшта смисла, представува исто што и предмет, односно ствар. Во философска смисла, објектот означува корелат на субјективната дејност, содржина на која упатува одредена волева или мисловна дејност. Секогаш објектот е рефлексивен поим, со разложување на единственото доживување на неговата субјективна и објективна страна. Според тоа, нема објект без субјект. Објектот може да биде реален или идеален, постоечки или само замислен. Во теоријата на одразот, објектот се смета за од субјектот независна реална ствар, која со своите својства ги детерминира сите определби на спознајниот субјект. Основните сознајни теории се делат на објективни и субјективни.